Господи Ампева, често работниците се дискриминирани на работното место, па кои се најчестите форми на дискриминација? Па сега последно ќе видиме дека постои дискриминација поради синдикално организирање и здружување, а за мене Имаат притисок? Па гледаме дека има притисок, ги гледаме пораките, иако во моментов нели има сега некои, како да ги кажам, два синдиката, табори кои што нели кој да се покачи плата, кој не е нормално е дека еден синдикат треба да бара да се покачи плата. Меѓутоа ја им верувам на работниците кои ќе видам пораки дека се под притисок. Да се очленуваат, дека ќе бидат избркани и слично, тоа е нешто што го имало од секогаш, особено во јавниот сектор. Ние водиме моментално постапка за наша членка за дискриминација поради синдикално организирање. Постапката е пред Комисија за заштита и спречување од дискриминација. Имавме 2 случаи со дискриминација на жена која што беше на породилно отсуство, другата не и беше продолжен договорот, па накратко после непродолжениот договор таа остана само во 3-ти месец од бременоста, онака без работа, да го изгуби правото на породилно отсуство. Докажавме за прв пат дека еве тие договори на определено токму за тоа се користат, за да некој ако ви смета, ако користи многу боледување или ако е бремена, да оставите без работа. А тоа е, барем мене како мајка на 3 деца ми е стварно грозно. Да. Мислам, не ми е нормално, 21 век, да се соочуваме, леле бремена е, ќе биде мрзлива, ќе користи боледување, леле ќе биде на породилно. Мислам, не се работи секој пат за профитот. Мислам, видовме дека не се работи за профитот. Ова ако не ни беше сокочена лекција, не знам што е. Не треба да го гледаме профитот, него треба да гледаме благосостојбата на народот, на работниците во оваа држава.